За немирно срце моје нигде више мира нема. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Мојот поздрав до моите деца за кои што ова борба ја поклонувам на нив. За се оно што се правило против Владо Павлов и за обелоденување на вистината и сите оние кои што беа во ова злосторничко здружување, а се со една цел да го изволкат лицето пред моите деца. За нив. Никој нема право денес да валка лице на било кого и да уништува еден род македонски, и не само оној кој што го обезвреднува, уништува во ова големо злосторничко здружување кое што од утре со протестот пред УВР Кочани Владо Павлов ќе го започне низ цела Македонија и ќе докаже дека времето е одамна завршено да се играат со чувствата на македонците и да изиграваат некои богови и во улога на богови светци некој да одлучува која фамилија и чии деца утре ќе ги уништува. Тоа е минато, македонци мои, и се тоа ова моја битка, ова моја борба од утре ја поклонувам на оние најмладите македонци и на сите оние кои што со дух, ум и фанатизам се борат за Македонија. Ова битка најмногу ја поклонувам на моите деца кои што ова злосторничко здружување под капата на претходната влада и подземните политички структури проба да го изволкат лицето на Владо Павлов. Во чест на сите нас, во чест на Македонија и во чест на моите деца. За немирно срце моје нигде више мира нема. Една жена отишла е, само живот спрема.
sa na uličku. Dajte moj daje moje tuno, tamo gde nas ne zna niko. Priču moram zatisla, da tebe sam navikla. Восторничкото здружување против Македонија и против сите нас како македонци, ве уверувам дека ќе биде минато. Утре 12:00 часот ве повикувам само иницијативно, без никаква политичка определеност, со дух, ум и фанатизам, за спас на идните поколенија ваши, во 12:00 часот пред УВР Кочани, или како Владо Павлов што уме да каже, пред МВР Дугочани, јавно и гласно со ваши подписи да испратиме протестната нота до едно големо злосторничко здружување кое што направи кражба на кој што се сомневаме ние како македонци денес дека овие украдени докази за името Македонија дека не се во депото во УВР Кочани. Затоа и започнуваме со мировни протести за враќање на истите. Протестна нота од група граѓани од цела Македонија. Бараме враќање на камените плочи кои се клучен доказ за името Македонија. Знам, се плашите македонци. Знам дека стравот многумина од вас ве победува. Знам, но тоа не треба да биде оправдание ако утре не дојдете. И немо, затоа што стравот и ниските вибрации не се врлина на божествата. Стравот и ниските вибрации не се врлина на Бог. Стравот и ниските вибрации се на оние кои што владеат со земјата денес и на кои што верно им служи македонецот до ден денес. И оние на кои што многумина им стоат мирно, им коленичат, затоа што ние самите македонци сме ги прогласиле како богови, како светци, и во улога на богови и светци тие веруваат дека можат секого да газат, да уништуваат фамилии, нации и било што. Јас ве уверувам дека цвеќето на животот е најстар доказ пронајден на земјината сфера во светот. Јас ве уверувам дека старото македонско писмо исто така е овде, на кој што ние се сомневаме дека е во депото во УВР Кочани, од кој што е настанало Авеста писмо на Кирк I, во кое стои да се чува градот на мирот во денешна Македонија Кочани. Да се вратат на лицето Владо Павлов, кој 20 години ги чуваше и се грижеше за нив, чекајќи ден кога ќе се отвори музеј во град Кочани и ќе бидат поставени во него како културно наследство. Но дали знаете, македонци мои, зошто Кочани нема музеј, а иницијатива е поднесена уште во 80-тите години од минатиот век? Дали знае некои македонци зошто? Јас ќе ви кажам зошто. Затоа што сите артефакти кои што се пронајдени во Кочани ги нема, ги се уништени, се украдени. Затоа Кочани нема музеј, иако имаше иницијатива уште во 80-те години да има музеј. Од многу други причини и од сето оно што се прави против Македонија, ние се сомневаме дека ова цвеќе на животот, најстар доказ во светот,
дека другата плоча на која што е испишено со старо македонско писмо, од кое што потекнува Авеста на Кирк први, Авеста писмо, дека не се во депото на УВР Кочани. И затоа УВР Кочани е должна да ни каже, да ни ги представи, да ни докажи дека нашите сомнежи не се точни и дека овие докази за името Македонија стоат во депото, а треба да бидат на светлина во УВР Кочани. Со тоа, ние македонците ќе докажеме дека ја сакаме Македонија. Со тоа, ние да бидеме како нашите премиери досегашни, каде што ќе велиме дека не жежи, дека не печи, дека не боли. Не, такво нешто нема да има од идната генерација на македонци, затоа што нема да дозволиме да не жежи, да не печи и да не боли. Бидејќи знаеме што сме, бидејќи знаеме со кого сме и бидејќи знаеме чива творевина е Македонија. Ова плоча е плоча која го докажува животот на земјата. Ова плоча е символ на Богот на светлината. Ова плоча ја докажува вистината за Македонија. Ова плоча на кој што е ставен Богот на светлината прикова свеќе на животот помеѓу две афионски чушки, ја докажува вистината за Македонија. Ова плоча докажува дека ние не сме Северна Македонија, затоа што ова плоча е синоним на нашиот цар на царевите и крал на кралевите Македон и територијата Македонија, која што е поврзана со макот и земјата каде што се огледувал најубавиот мак, најубавиот Афион. Ова плоча е символ на прапочетокот, е символ на етерот, е символ на нашата македонска поврзаност со небесното. Од тука и двата прстени на Александар Македонски, едниот за земското царство, другиот за небесното царство. Ова плоча го докажува прапочетокот на животот на земјата, кој што без Богот светлина не можел да настане. А тоа е презентирано преку цвеќето на животот и нестариот доказ пронајден на земјината сфера. Ова плоча беше оставена на милост и немилост од големиот ваш Паско Кузман, за кој што ќе отворам многу докази и аргументи утре, како протестна нота, ќе го спомнеме и ќе ја докажеме вистината, каде што ќе го прозиваме Паско да ни кажи зошто овие две галванизирани кутии, кои што имаат тежина од пола тон, од Ирак, се донесени во Македонија во 2012 година, од време кога започнува приказката од Геолифот. Протестната нота за враќање на овој клучен доказ за Македонија, Владо Павлов утре ќе ви представи докази и аргументи за крадење на името Македонија со безброј докази, каде што еден од доказите како се продаваше името Македонија и артефакти ќе биде представен пред сите вас. Како се продаваше името Македонија и како е извршена трансакција од ова банка за сума од 14 милиони и 258 милијади долари. Тоа значи дека Владо Павлов не е како оние што користеа дипломати, што користеа безброј банкари и безброј владетели со светот да се продаваат ваквите камени плочи. Владо Павлов ги чуваше овие плочи и затоа имаме право да бараме музеј во Кочани. Владо Павлов ќе ви го представи утре пред сите вас честни македонци, кои што на ваша слободна волја ќе дојдете на мировниот протест
и на старото македонско писмо од кое што настанало Авеста писмото. И ова камена плоча е украдена и однесена во депото на УВР Кочани, заедно со уште една друга. Утресниот ден Владо Павлов ќе ви го представи како ден како другите го продаваа името Македонија, а како ние, фалангата и Владо Павлов, го чуваше овој значаен доказ за Македонија, се додека не се направи кражба на истиот. Зошто кражба, македонци мои? Затоа што во претресот никаде не стое одземање на вакви докази кои што Владо Павлов ги чуваше, а Паско Кузман ги фрлаше. Тоа е кражба и должна е УВР Кочани заедно со јавниот обвинител да ни кажат чива е целта, дали овде се клучните докази за Македонија и кој стои позади ова кражба. Затоа и протестната нота ќе биде испратена да се вратат, да покренеме иницијатива за конечно Кочани да има музеј, а заслужува Кочани да има музеј, од каде што овие значајни докази за името Македонија ќе бидат поставени заедно со сите други артефакти кои што ќе бараме да бидат вратени, а не се во депото на музеј на Македонија. Посебно доказите од Мородвис, од Кочани, па дури и околу Кочани од Виничко кале. Музеј на град Кочани мора да има, затоа што во иднина ќе се сомневаме на се оно што се прави против македонецот. А јас, како Владо Павлов, ве повикувам утре да ви објавам веста како се крадеше името Македонија, како се користеа банки, како се користеа дипломати, како се користеа капетани и големи дипломати во светот за крадење на нашите значајни докази за името Македонија од страна на некоја си влада во која што учествувал и вашиот голем Паско Кузман. Ќе ви докажам дека земја на потекло е Ирак, дестинација Македонија. Ќе ви покажам со факти и аргументи утре на протест, на мировниот протест за кој што сакаат Владо Павлов да го направат тоа што не е. И детали за ова пратка и други услуги. Ќе ви ја покажам и целосната дискредитација на содржините. 2 галвизирани метални кутии, големина и тежина, број на делови 2, тежина едната 280 килограми. Ќе ви го покажам и идентификуваниот даночен број за стоки и услуги. Ќе ви покажам многу други ДДВ даночни идентификувани даночни броеви кои што постојат во Македонија, каде што ова пратка стигнала. Ќе ви ја дадам и референцата на испраќачот. Првите 20 знаци ќе бидат прикажани на фактурата. Ќе ви ја покажам и компанијата, и име на компанијата која што стои позади оваа испорака од Ирак во Македонија во време кога беснееше војната во Ирак. Ќе ви покажам и дел од записите на овие водници од НАТО, како ги користеа и што донасаа во Македонија, а од тогаш започна и големата приказка околу наводниот гроб на живеот во Геолипот. Ќе ви прочитам што е испраќено на 10 април 2012 година, каде што даваат комплетни податоци за тоа како да ги примите средствата и за тоа како водникот од НАТО сака да го чува неговиот дел се додека да пристигне. Истиот се молел и се надевал дека ова ќе биде брзо.
и велел дека со оглед на состојбата на работите во Соединетите Американски држави, тој ќе морал да остане во Ирак најмалку уште 3 месеци од безбедносни причини, иако тие успешно извршиле нивната мисија во Ирак. Морал да остане поради средствата. Тоа е дел од безбедносните мерки кои што морал да ги превземе за да нема проблеми во иднина. И ќе каже дека не можел да ги префрли овие пари директно на територија на САД поради нашата инволвираност во војната и постојаните проверки врз нив при влезот во земјата. И ќе каже истиот тој кој што ги испрќа овие 2 галванизирани кутии дека не сакал да ризикува и затоа контактирал бидејќи морал да ги тргне средствата што може побрзо поради сезоната и тензијата во Ирак. И најбитно од се, ќе ви докажам дека имале прикачено копија од авионски билот, а внатре во кутиите ќе видите имало се што е потребно на онија кои што ги чекале во Македонија. Успеал тој да ги помине овие 2 кутии преку курирот денес, како што вели, и како што ви кажа претходно, би требало да пристигнат за 2-3 дена. Ве молам, погрижете се да добиете колку што е можно побрзо после потврдувањето. Јас ќе ви ги обезбедам кодовите за отклучување на кутиите. Македонци мои, кодовите за отклучување на кутиите кои што стигнале од Ирак во Македонија. Како што можете да видите во авионскиот билет, јас ќе ви ја платам доставата кога ќе стигнат на ваша територија, ќе бидат измерени и ќе ви биде наплатено за царински данок кој ќе чини некаде помеѓу 300 до 500 долари, зависно од тоа колку наплаќаат по килограми во вашата земја. И најбитното од се, слушнете македонци како ви се продаваше името Македонија. И затоа се плашиме и имаме сомнеш дека и овие докази за Македонија не се во депото на УВР Кочани. Поради тоа го правиме овај мировен протест за почеток, за враќање на овие докази за името Македонија, од каде што ќе започнеме веднаш после завршувањето на мировниот протест, петиција за враќањето на име Македонија во кафе бар Пролет, кој што има посебен белег од новата историја поради покојниот газда на овај објект, брат на Стево Теодосиев и отца од Седот, каде што многу од состаноците на старото, јас би рекол ВМРО ДПМН, овде се случуваа онија на кои што не можеше ни Кирил Григоров да се справи со нив, па мораше да прави лажен атентат за да го уништи духот и отпорот на вистинските македонци во 90-тите од ВМРО ДПМН. И на крајот, уште ова ќе ви го кажам, а утре уште многу работи ќе ви презентирам, дека овај водник кој што испраќа ова кутија, овие 2 кутии галванизирани од Ирак во Македонија, допишува дека дипломатот ќе ве контактира веднаш штом ќе пристигне на вашиот меѓународен аеродром. А вие можете да го контактирате дипломатот за да му дадете до знаење дека го чекате. Дипломатот не ја знае содржината на 2 кутии поради безбедносни причини. Затоа не ја откривајте се додека не ги достави. Подолу ќе ги најдете неговите податоци за контакт. Ве советувам да му го испратите на дипломатот вашиот личен мобилен телефонски број, за да може да ве контактира веднаш штом ќе пристигне пратката на вашиот меѓународен аеродром. Му ги дадов вашите податоци на дипломатот. Тој ќе ве контактира во случај вие да не го контактирате него. Ве молам, молете се да имаме долг живот, сега имаме причина да живееме. Очекувам одговор од вас. Потврдете го приемот на овој мејл веднаш штом го добиете. Срдечен поздрав! Дипломатот, инаку македонци мои, учествува во рамковниот договор
за кој што име и презиме ќе го објавиме утре на овој мировен протест од оно што сакаат да направат со Владо Павлов, а ние контра тоа што сакаат тие да го направат со нас, ќе им дадеме докази и аргументи како се продаваше името Македонија, со значајни докази и што се донесуваше од Ирак, некогашниот Вавилон во Македонија. И на крајот завршувам. Се е безбедно, се е вистинско. Ми треба само твојата доверба, за да можеме да се здружиме заедно и да ја постигнеме нашата цел. Нема од што да се плашите. Овој договор е 100% без ризик. Имате на ум дека никогаш не би ме вклучиле во нешто што ќе донесе неволја и на двете страни. 100% е безбедно. Се што ми треба е вашата доверба за да ги примите средствата и да го зачувате мојот дел додека да се вратам. Ова, македонци мои, е правено и дали се уште се прави со значајни докази каде што се користени големи средства и трансакцијски сметки, например од Кардиф, Обединето кралство, Хантингтон банка, во кој што стои дека главинскиот депозит преку ова банка е во износ од 14.258.000 долари. Ја имаме референтната шифра, го имаме бројот на депозит, го имаме кодот на депозит, го имаме тип на депозит кеш, го имаме бројот на доначната потврда, ја имаме и датата на депозитот. Не може да се скрие онај кој што ги примил и на кој што биле инкасирани, например, од 50 милиони долари кој што ги има фалангата, овие 14.258.000 долари. Ете како се продаваше името Македонија, македонци мои, а некој преку кражба сакаше Владо Павлов да го инволвира во вакво продавање како тие што го правеа во минатото. И продолжувам. Да не заборавиме една од другите банки која што е користена. Имаме и банки кои што се од Сантандер, од Лондон, кои што вршеле трансакција. Имаме формулари за дознака. Македонската фаланга и Владо Павлов имат и пријава за уплата во депониран фонд. Сето ова ќе биде представено утре на денот голем, кога нашето сонце влегува во својата пештера и кога тие веруваат дека успеале да не победат нас македонците, затоа што утре сонцето е најниско, ама ние заедно сите ќе бидеме сонциња и ќе светеме уште повеќе кога нашето сонце ќе биде во нашата пештера, а тоа е доказ и аргумент дека македонецот ја сака Македонија и дека овај клучен доказ ќе ја потврди вистината и за враќање на името Македонија се разбира доколку стои уште во депото на Увара Кочани, или како што Владо Павлов умее да каже, Мовара Дувлочани. Утре на мировниот протест за враќање на овој клучен доказ ќе ви доставам многу докази како се продаваше името Македонија. Ќе ви доказам како е користено глобално обезбедување. Ќе ви дадам број на сметки, име на испраќач, референца на испраќачот, име на компанија, кој го прима, лице за контакт, авторизација на испраќачот и подпис, валута американски долари. Ќе ви докажам
и бројот на двете галванизирани кутии, каде били испратени, кој ги потигнал и што имало од земјата на потекло Ирак. Али најбитно од се, на кој што треба секој да се запраша, овие две галванизирани кутии дојдоа, читајте македонци, со дипломатски авионски билет, за кој што не може да се преговара. Да, македонци мои, билет за кој што не може да се преговара. Затоа и ќе ги прашаме онија кои што не си ја вршат својата работа, а учествуваат во злосторнички здружувања против вистината на Македонија. Што е донесено со овај дипломатски авионски билет за кој што не треба да се преговара од Ирак во Македонија? Сето ова, сите вие, љубители на вистината, ќе да знаете и како се користени лица измислени дека се мртви, а не се мртви. Ќе да знаете како се инкасирани и 5 милиона долари, како можела и таа сума да биде земена. Затоа ве повикувам, македонци мои, утре во најголем број да покажеме силата на нашиот Бог, на светлината, кој што немал храм, а бил секогаш до нас. Да ја покажеме вистината за цвеќето на животот, најстаро пронајдено на земјината сфера, и доказ е аргумент дека истото е поврзано со две афионски чушки, со Македон и со Македонија. Да живее Македонија, ве сакам сите, утре голем ден, кога нашето сонце влегува во пештерата, ние ќе светеме сите заедно, најсилно што можеме со вистината за Македонија и враќање на името Македонија, затоа што ние го имаме тоа право и ние сме македонци со род, по потекло и со ум и дух македонски. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за истата љубов и само љубов. Се гледаме утре во 12:00 пред УВР Кочани или МВР Довлочани, за кој што ќе покренеме иницијатива за враќање на овие украдени камени плочи и ќе ставаме подписи затоа што бараме враќање на истите кои што се клучен доказ за името Македонија, а ние се сомневаме дека повеќе ги нема ни во депото на УВР Кочани. Бараме враќање на цвеќето на животот, најстар доказ во светот. Бараме враќање на друга камена плоча со старо македонско писмо, од кое е настанато и Авеста писмо, со кој што се служил Кирк први. И не случајно најголема почит му дава Александар Македонски кога го освојува Вавилон, денешен Ирак, за кој што пишувам за две галванизирани кутии како се донесени преку дипломати во Македонија во 2012 година, од кога започнува аферата за лажниот гроб според Владо Павлов на геоглифот на Александар Македонски. Каде се чуло и видело живиот Бог да го барате во гроб, македонци мои? Ке бараме да се вратат онаму од каде што се украдени, затоа што 20 години ги чувавме и се грижевме за нив, се додека не се отвори музеј во град Кочани и ќе бидат поставени во него како културно наследство. Овие докази беа запечатени со пур пена, да не може никој да ги земе. Но МВР Кочани тоа го заврши заедно со противпожарна служба и тие успеаја да ги тргнат од онаму каде што се чуваа се додека имаме музеј во Кочани. Никој досега не успеа тоа да го направи, ама затоа
Увара Кочани без никакви околности и без никакви областување во претресот каде што стои надри лекарството, каде што стои измама на Владо Павлов, никаде не стои да се одземат овие докази кои што Паско Кузма во 2005 година ги остави на милост и немилост, и истиот тој кога беше уредно поканет лично на моја покана дојде во Кочани. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија, и не се плашете македонци, затоа што ова камена плоча е символ на коренот македонски, е символ на неубавата земја кој што го гледува да неубавиот мак, каде што е роден Македон, по кој што го добива и името. Затоа и богот на светлината е помеѓу две афионски чушки како Кастор и Полукс. А богот на светлината го символизира етерот, а тој е најстар, а за него имаме најстар доказ пронајден во Македонија, во светот. А тоа е ова цвеќе на животот, кое што ите како треба да биде символ и знаме на Македонија. Да живее Македонија! Ве чекам утре во најголем број, колку што можете, со символот на неговиот син, а неговиот син е македонскиот кутлеш, символот без кој не може да живее земјината сфера. Символот македонскиот кутлеш и свеќето на животот секогаш идат заедно. Да живее Богот светлина! Се гледаме утре во 12 часот пред УВР Кочани, или како што умее да каже Владо Павлов, МВР Дугочани.